Борис Чипан е главниот архитект. Им е врежено токму во оваа зграда, која што покрај тоа што е посебна во нејзиното делување, меѓу другото е посебна и од аспект на архитектонски достигнувања. Свеченото отварање е направено токму на овој ден во 67-та година. Од тогаш Академијата започнува со нејзината научна и културна дејност. Ако Борис Чипан е главниот архитект, тогаш Блаже Коневски е првиот председател на Македонската академија на науки и уметности. За подпредседател е избран Харалампие Поленаковиќ, а додека за прв секретар е избран Ѓорги Филиповски. Македонската академија на науки и уметности како дел од државотворноста на Македонија со себе влече и многу важна улога во зачувување, особено на македонскиот јазик. Академик Живко Попов, по повод 58 годишнината од основањето на академијата, подсети и дека официализирањето на македонската азбука и на македонскиот стандарден јазик не е никаква вештачка конструкција, туку логичен след на долговековниот просторен и временски континуитет на македонскиот јазик и неговите дијалекти на целата јазична територија. Но борбата за зачувување на македонскиот јазик не може да кажеме дека е завршена. Таа мора да трае и да продолжи пред меѓународните институции за човекови права, бидејќи неговата официјална употреба од страна на деловите на македонскиот народ во соседните земји е оневозможена со превземените обврски со подпишаните меѓународни договори. Законот за македонскиот јазик е донесен со задоцнување. И затоа државните институции треба да вложат многу поголеми усилби за негова соодветна имплементација. Потребно е воспоставување на правилна употреба на македонскиот јазик како официјален јазик за меѓусебно разбирање на сите граѓани на државата, согласно општо прифатените меѓународни прописи во светот и Европската унија, каде што ние целиме. Од првите 14 академици, дури 8 биле лингвисти и уметници, писатели, поети и сликари, зашто Блаже Коневски сметал дека формирањето на Македонската академија на науки и уметности представува најкрупен потфат на културно поле. Оваа година, кога впрочем славиме 80 години од македонскиот стандарден јазик, се отвара и прашањето дали собранието ќе успее да го донесе законот за воведување на државна награда под името на првиот председател на МАНУ, Блаже Коневски.